И помало загадување и заштеда во буџетот. Ова се ефектите кои ги очекува владата по одлуката да се намали ДДВ-то за парно. Екологистите бараат да се врати довербата во системот за да се стимулираат повеќе приклучоци. Познавачите на енергетските прилики пак укажуваат дека нема сите подеднакво да го почувствуваат поевтинувањето. Статистиката покажува дека 60% од домаќинствата се грејат на дрва и ја загадуваат животната средина. Помало загадување и повеќе пари кај граѓаните. Ова се главните очекувања на владата од одлуката за намалување на ДДВ-то за парно грејење од 18 на 5%. Како една од клучните мерки во планот за чист воздух, надежите се дека речиси 12.000 домаќинства ќе се мотивираат повторно да се приклучат во централниот систем. Заменик министерот за животна средина, Јани Макрадули, вели дека ќе дадат пример на начин што и државните институции ќе преминат кон парно грејење. Со намалувањето на ДДВ-то ќе се заштеди домашниот буџет. Од друга страна ќе приклучиме повеќе граѓани на централниот систем, не само граѓани, туку и државни институции. На тој начин ќе се намали загадувањето, а сите инвестиции или сите инфраструктурни проекти на нови приклучоци ќе поттикне дел од економскиот развој во одреден сегмент. Сепак, професорот Константин Димитров смета дека правилникот на регулаторот е недоволно доработен, особено во делот на елаборатите кои треба да се изработат за оние домаќинства кои во иднина ќе сакаат да се исклучат од мрежата. Според него и поевтинувањето нема сите исто да го почувствуваат. Во оние згради кај што целосно 100% има станови кои што користат централно снабдување, тие директно ќе почувствуваат целосно ово намалување на трошокот за ДДВ. Во оние згради кај што имаме дел станови кои што се откажуваат од овој систем, кои што досега плаќа 10%, сега кога ќе биде потрошувачката на некој начин од овие не им влегува во сметката, ангажирана моќност, ако се подели на овие станови само што користат, веројатно таман ќе се покрие разликата во цена со дополнително зголемена ангажирана моќност, тоест да останат на статус кво на денешното ниво на цена. Исклучените од парно, кои досега плаќаа паушал, се ослободуваат од обврската, но тоа важи за оние кои со документ за лична идентификација и со имотен лист ќе докажат дека живеат во станот. Се соочивме и со случаеви кога станот издаден под закуп и за тоа нема никаков договор, и за тоа не се плаќа никаков данок. И јасно сакам да им порачам на овие категории на потрошувачи дека ќе им остане обврската да си плаќаат. Марија Ненов од Сдруженијето Но Пасаран, кое секоја сабота протестираше и беше гласот на оние кои беа исклучени а плаќаа, бара ослободувањето да важи за сите. Тој смета дека регулаторната комисија за енергетика треба да направи и промена во процедурата за исклучување од системот, која сега станува построга. Од страф дека после нема да може да се исклучат или многу скапо ќе ги чини, граѓаните нема да се приклучуваат назад. Ова ако се врати на првобитната состојба, овој дел, тогаш граѓаните ќе имаат храброст, да кажеме, и желба повеќе да се приклучат во мрежата на топловодно грејење. Треба да се намалат цените за парно грејењето. Тие се и без ДДВ-то, тие се повисоки од тоа што треба да биде. Слични се размислувањата и на екоактивистот Тони Никушевски, според кога е потребно град Скопје преку предпријатието Градски енергетски системи да ја стави мрежата под своја капа. И тој како ќе влијае на враќањето на довербата и на нови приклучоци и на враќање на оние стари што веќе се приклучени. Сето тоа заеднички ќе донесе до почист воздух несомнено во Скопскиот агломерацијски регион. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека повеќе од 60% од домаќинствата во земјава се греат на дрва, речиси 30% на струја, а само нешто над 8% добиваат топлинска енергија од јавни котларници. Според досега изготвените студии, во зимскиот период домаќинствата се најголемиот загадувач. Секоја година само во Скопје се горат 317.000 тони дрво, што е еднакво на горење на секое дрво на водно. Со овој прилог, јавниот сервис се приклучува кон кампањата за подобра животна средина "Не игнорирај, реагирај", што ја спроведува Институтот за комуникацијски студии, а е финансирана од Британската амбасада во Скопје.